И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Добре дојавте на мојот YouTube канал. Денеска ќе ви презентирам една Peugeot 2008 од 2016 година. Кај се наоѓа возилово? Возилово се наоѓа на автоплацот Златески во Прилеп. Значи, како што спомнав, 2016 е годината на производство, доста добра генерација на возила на Peugeot, убав дизајн имаат сите. Нормално од генерација во генерација се приметува секојаш подобрување, али ова е доста квалитетна и добра, нуди широка палета на квалитетни мотори. Во конкретниот случај има 1,6 Blue HDI со 100 конски сили, што се сасвим доволно за овој тип на каросерија. Има многу опрема. По што се приметува тоа? Тоа се приметува по овие хромирани лајсни, што ги има на праговите, на ретровизорот и горе на кровните носачи. Убави бандаши, така да се усвему. Убав дизајн, убав изглед. Ке дојдеме сега и одзади да видиме и задницата на Peugeot, кој што доста добро изгледа. Во однос на багажникот, сега ќе го отвориме. Опала, еве го. Така да делува доста солидно, а ако во бројки ме прашувате колку е, тоа е 350 литри, што е сасвим доволно за едно 4-члено семејство да иде на одмор. А и спаѓа и во групата на урбани кросовери, така да и за низ град добро ќе си се снаоѓате во градските гужви. Ете, направивме една обиколка. Сега да видиме на задното седиште како е. Колку простор има. Обично подесени се по мојата висина, што е 1,83 м. И сега ќе видиме колку простор има позади. Па, би рекол онака, доволно за да ме собере и да неам некој кнап, да сум си релаксиран и се си окей. Она што е специфично за овој модел, како што спомнав, има висока опрема, тоа се приметува и по овие траки овдека, што е како едно амбиентално осветлување. Интериерот е иначе еко коже со штоф. Така е позади, така е и напред. И сега додиме напред чисто да го видиме што има, како има. Пред да влеземе внатре, да видиме и преднава врата, тоа е звукот каков е при затварање. Ќе се доближа малце, чисто да може микрофонот да го пикира. Ево уште еднаш. Добро. Ајмо, одиме на предното седиште. Веднаш што ема затвори вратата, се осеќа добра изолација. И да почнеме од левиот дел, кој што тука е една пластика која што малце е омекната. Тука има некој штоф кај командите. Бидејќи од надвор каросеријата е со вакви елементи на хром, така да хромирани лајсни. И тука нешто такво слично продолжува. Доле нормално погрубата пластика, што не замерувам за тоа нормално. Напред на инструмент таблата некоја имитација као карбон. Интересен материјал, али добар и квалитетен е на допир. Тука можеби малце е потврдата, али е прежешко, нема многу да ја допирам. Да видиме воланчето, сите го коментираат као миниатурно воланче. Не знам зашто, мене ми се допаѓа на изглед како делува. Се жалат некои заради видикот, но мислам дека баш во оваа позиција на седење мене ми одговара точно да видам што се случува и со брзинометрот и колку возам нормално и сите инструменти на таблата. Во средишниот дел, значи е инфотеймент системот, кој што баш да идам сега да го запалиме. Дали е кај мене клучот? Само една секунда. Да, кај мене. Пето степен мануелен менувач, така да само да го намалиме звукот. Добро. Рачната им е доста чудна на сите овие Peugeot, некоја палка е што служи као рачка.
Подесувањето на клима уредот е лесно и едноставно, со дугмиња, така да фина кабиница за убави долги патишта, ќе ви биде кејф во возилова да си поминувате многу и многу километри. Сега да одиме да го видиме и моторот, што го споменав, 1.6 Blue HDI од 100 коња, како изгледа напред. Доста е комотно и комфорно по овие дупки. Моторот, иако е дизел, воопшто не се слуша многу. Доста пријатна кабина. И покрај тоа што се 100 коња,
има доста снага за влечење, нема да имате проблеми во било какви притицувања, поготово низ град. Се надеваме така горе-доли и на регионални патишта, кај што меѓу забрзувањата од 80 до 120. Во моментов не можам тоа да го испробам, али во некоја наредна прилика веројатно и ќе можам. Ќе направим и такво едно тестче. Сега за сега ви благодарам за вниманието, се враќаме повторно кај автоплацот Ауто Златески во Прилеп. Нема да брзаме многу, имаме пред нас и автошкола. Вие направете subscribe, почиња нова сезона, како што спомнав, втора сезона, јаки коли, ќе пробаме да направиме по нешто интересно на YouTube сцената, поврзано со коли. Ако ви интересира, папнете едно subscribe-че, за вас е без пари, за мене многу ми значи. И се гледаме во некое следно видео, пишете кој плац да го посетам следно, што кола да пробаме следно, да истестираме. Баш сакам да чујам зашто сте интересирани вие. Тоа е тоа, дечки, се гледаме во следно видео. Поздрав!